Следува нешто што заслужува специјална најава. Прво наградениот текст од конкурсот "Страшно во срцете носиме". Кој друг, ако не нашата Боба? Од убавиот и простран плоштад на Кавадарци се накачуваме полека кон селото Ваташ. Проти под отворената порта срамежливо стои сина табла со надпис "Меморијален музеј спомен куќа". Дрвото во дворот во очекување на пролетта, а дворот е место за средба со историјата, со погледот вперен кон куќата, кон чардакот нејзин. Се отвара една страница од неиздопишаната книга на македонската историја. Страница за една од многуте слободоносци, кои гладни, боси и голи, со болникави и трошни тела, но со здрав дух, свесни дека ќе изгорат, храбро се фрлат во збавнатиот оган на револуцијата. Во дворот спомен биста, Страшо Пинџур, 1915-1943. За да се напише приказна за еден човек, треба да се знае датумот на неговото раѓање и датумот на неговото умирање, но потребно е да се исполни празнината помеѓу тие два датума. Впрочем, тоа и се вика живот. Мала приземна куќа и соба на горниот кат. Се качуваме по дрвените басамци на чардак, влегуваме во одајата. Се е како некогаш, килим, маса, како прв пат да сме тука, а не сме. Мала соба во која Страшо со својата сакана баба Наца го поминува детството и својата младост. И одеднаш се е пред тебе, малиот Страшо, ученик во основното училиште во село Ваташ, седношколец во гимназијата во Кавадарци, а потоа и во гимназијата и правниот факултет во Србија. Младиот Страшо, кој во новата средина мисловно создрава и размислува за положбата на својот напатен народ, а тие сознавања ги бележи во тетрадка позната како дневникот на Страшо Пинџур. Престојот на Страшо во злогасниот затвор Глјавач, а потоа на Ада Циганлија. Ја продолжуваме курсата прошетка по спомен куќата, записи за војната, која дошло брзо, но не и неочекувано. Доаѓањето на Страшо во Скопје по војната, неговото излегување на терен во партизанскиот одред, неколкуте акции кои ги изврши, како и привременото слегување во Велет заради координација со активностите. И одеднаш, воздухот е чуден, мирисаше на крв. Тешкиот мирис се ширеше како некоја чудна болест, која влегуваше во сите пори на простор. Немаше спас. Безизлезна беше ситуацијата, отекнува Страшо Пинџур. И тоа е се што ќе дознаете од мен. А го тепа со гумена палка по целото тело. Го тепа додека не умре во челијата, а мртвото тело замина во ноќта, во мракот некаде, никој да не знае каде. Тој не беше бесмртен џин од старински приказни, ниту месија од библиски приказни, од кога требаше да очекуваме слободата. Тој беше обичен човек со пламен во срцето, кој светна на нашето небо, токму кога беше најтемно. Се заменуваме од спомен куќата, а портите на куќата музеј се ширум отворени. Недоглед број луѓе минуваат овде, постарите да се припомнат за минатото, помладите да го научат.